Кој ќе почнем? Јас или Сара? Нека почнеш, Дина. Добро. Па кога ја почнеме, ние почнеме со дискусија за наши искуства во одредени среди. Споделувавме некои работи, например за дискриминација што сме слушнале. Потоа разговаравме за наши искуства, например дали сме биле дискриминирани или сведоци на дискриминација и голема дискриминација има во училиштата, е посебно пол, вера, етничка припадност, раса и други. Па според нашите барања ние сакаме да извршиме некои активности, а тоа се работилници, правење постери, отварање дискусии, отварање страна за стоп дискриминација, состанок за стоп дискриминација на кој ќе учествуваат и наставниците и дел од учениците, поради кои што голем дел наставниците ги дискриминира на децата затоа. Тоа беа нашите активности. Тоа што е он, групин тона, група. Главните проблеми ние спомнавме дискриминација што се однесува до етничка припадност и род. Што се однесува до етничка припадност, како решение, ние сметавме дека треба да се одржи нека конференција каде што би се вклучиле сите етнички заедници, каде што сите заедно би дискутирале и би се здружиле заедно. Потоа, како проблеми се појавија недоволна ангажираност на државата што се однесува до дискриминација и ниското ниво на мислење што се однесува до темата и затоа треба да се ангажираат повеќе за да се дискутира повеќе врска со оваа тема. Имавме неколку прашања како би се чувствувале, како би делувале доколку би се соочиле со дискриминација кон некоја личност. Едно од одговорите беше да кажеме стоп на дискриминација. Исто така би виделе дека дискриминирачите би добиле соодветна казна. И како поголеми проблеми се појавија дискриминација врз основа на род и етничка припадност. И доколку ова би го немале, тогаш би имало многу помалку дискриминација што се однесува до оваа тема. Јас само сакам да додадам, бидејќи бев во оваа втората група во дискриминација, дека немавме доволно време да ги дискутираме сите можни начини на кои што би можеле учениците, училиштата и ние, меѓаши, да придонесеме да повеќе се задржавме на делот на запознавање, на договарање за улогите и што сметаме дека се горливи проблеми во оваа област. Но супер што другата група дале предлози. Сега наредна група е групата за образование. А исто така и тука девојчињата што има за образование ќе презентираат после тоа. Нели Васка или како? Да, заради тоа што и време им недостигало и во образование, така да ќе презентираат тој што или таа што е репортерка, и ако некој сака може да додаде уште некоја идеја. Не, во образование има доволно време. Ние се исконсултиравме и се договоривме за тоа дека е доволно времето за договарање. Гордана, така беше, но кога влезе ти, ние зборувавме се уште за првото прашање, веќе при крај свативме дека само првото сме го завршиле. Мислам, имаме одговор и за второто прашање, но не е толку добро скоцкани, немаме толку добро размислено. Па добро, јас морав да излезам поради други причини. Поради ние отпослем свативме. Оти други излегува и влегува од другите соби, па морав да бидам како скретничарка, добро, окей. Требаше всушност некој друг да биде на моје место. Да, окей. Добро, значи јас ќе започнам со тоа како подцртички ги фаќав сите теми на кои што разговаравме.
Првото прашање ни беше за тоа кои се проблемите во нашето образование и ние започнавме со тоа, односно системот, и го продлабочивме самиот поим и започнала со тоа што во нашите, веруваме во другите градови, но ќе тргнам од кај нас и барем од тие кои што беа во нашата група, многу ни сметаат врските, со тоа што доколку моето семејство има добра репутација и има луѓе со кои што би можел да си овозможи да ме бутне мене во некој училиште, да ги турка моите оценки некоја друга личност преку телефонски повици за мојот подобар успех, сметаме дека тоа се треба да се промени. Потоа веруваме дека мора да ни се овозможат повеќе стручни училишта. Зошто? Затоа што, дали ме слушате сите? Да. Стручни училишта, зошто? Затоа што обично гимназијалците се приморани да учат гимназија. Една од причина е заради тоа што немаат одлучено што понатака ќе продолжат во својот живот, а другата причина е поради тоа што немаат услови во кои што би го изучувале тоа што го сакаат. Кога ќе стигнеме веќе кога сме продолжиле гимназиско образование, сметам дека професорите се тие кои што тебе треба да ти помогнат во тоа ти да нормално е дека пола од работата зависи од мене, но и тие се тие кои што треба да ми помогнат јас да се пронајдам, односно да најдам што е мојата љубов, за да понатака да можам да продолжам да се развивам на тоа поле. Една од другите причини кои што сакаме да ги разработиме со вас е комуникацијата. Мислам дека извинете, јас зборувам во едно име, но ова се мислењата на целата група. Значи, сметаме дека кај нас професорите многу често ја губат границата помеѓу авторитет и влевање страв, затоа што голем дел од професорите сметаат дека ќе бидат почитувани и ќе се слуша на нивниот предмет, ќе си има добри резултати, само ако го исплашат класот и кога како последица на тоа е самото тоа што децата не може да имаат отворена комуникација со професорите, а кога немаат отворена комуникација би се срамели од тоа да кажат што е нејасно, да се спротистават можеби за нешто, затоа што еден ден, на крајава пак јас ги трпам последиците со тоа што се тоа ќе ми влијае на успехот. Другите причини, до тука се разговаравме за тоа, за нашите недостатоци и мислиме дека потребна им е и мотивација на професорите. Со што, например, професорите најверојатно, сигурна сум дека би се мотивирале со тоа што би имале повисоки плати и сметаме дека кога ќе се постигнат повисоки плати за самите професори, професорите ќе може да си го разграничат приватниот живот и проблемите кои што им се случуваат во приватниот живот од нивниот деловен живот, односно нема да им влијае нивното нерасположение и слично. Со тоа што кога тие ќе бидат порасположени, ние ќе бидеме поопуштени со нив и веќе добиваме добра комуникација. На крај исто така имаме и самостојно организирање на проектите, односно сите проекти кои што се во склоп на училиште сметаме дека треба да бидат организирани од наша страна, се дека ние своеволно не побараме помош од некој професор или професорка. Второто прашање беше како би можеле да ги смениме овие проблеми, односно да дојдеме до добар резултат. Тука сметаме дека пред себе требало да има работилници од вака млади групи како нас со училиштата, односно со учениците. Зошто кога некој би видел некој на моја возраст или помлад, не е важно, некој активист би се мотивирал дека и самиот може да стане активист, да го подобри образованието или било што, односно темата на која што ќе се предава. Откако учениците ќе може да си го подигнат својот глас, како така ќе настане притисок врз самите професори, самото министерство и тие кои што се на власт, и сметаме дека тек така ќе може да се променат овие проблеми. Исто така и обуки би биле
важни за самите професори, со тоа што кога професорот би се соочил со тоа дека учениците не се задоволни од тоа што тие го прават, како така ќе мора да го променат и плюс разгледувајќи ги подлабоко причините на такви работилници, мислам дека повеќе би се стремеле кон нивно подобрување. Исто така изумив да кажам и за првото прашање дека сметаме секој професор пред да се вработи треба да помине пред некој тест со кој што би се видело дали едноставно личноста е спремна за да биде професор или наставник, не е важно, или едноставно не може поради некои психолошки, емоционални и слично проблеми. Благодарам. Дали има евентуално некој од истата група кој што би сакал да дополни нешто? Фала и некој многу Ајлин на деталното. Еден голем аплауз за групата на Ајлин. И за сите други групи, за сите напарки. Ова ми се допадна за зголемување на плати и образование. Така е. Да знаете дека влијае, сепак влијае во расположение и плюс тоа економските проблеми во семејството би ги разрешил без да се ангажира со друг бизнис или друга обврска. Да. Тоа би било леснителна околност за наставникот. Би сакала нешто. Дури во Јапонија имаат исти плати со премиерот. И затоа се понапредни држави. Леле, заборавив уште две нешта да кажам. Ајде кажи. Може? Ви благодарам. Значи, исто така и дискутиравме дека како председател на мојот клас учествувам во состаноци на нашата училишна заедница и таму последниот состанок ни беше со педагогот. Педагогот многу добро се изјасни дека сме биле во период каде што професорите требале да не научат на многу ствари, односно да го разработиме мозокот и слично, за да памтиме повеќе ствари. Мислам дека се тоа е окей, но не може нас да не споредуваат со некои светски сили, односно држави кои што се многу поразвиени, образовниот систем им е каде од нашиот и покрај тоа што ние сме натерани на такви работи, односно да учиме многу ствари за наше подобрување, зошто ние немаме исти резултати како тие држави кои што учат на многу поразличен начин од нас и имаат многу подобар резултат. И уште нешто ќе кажев, ама јас многу заборавам. Не е важно. Те сте имале многу плодна дискусија во вашата група. Да, очигледно. А ме поттикна Ајлин на факултет до душова се случуваше во прва година една професорка ни вика: "Ајдете малку студенти, размрдајте се." Наводно во тога јас кога почнував се уште траеше Југославија на катедрата по психологија во Белград, вика одам и гледам колега мој како носи кафиња за студентите. Прашувам што е работава, зошто ти им купуваш кафиња на студентите? И тој им вели, па затоа што морам да се удварам, затоа што за моето продолжување за наредна година и за реизбор на професор треба да ме оценат и наставниците. И имавме потоа во втора или во трета година една единствена професорка која што ни даде, која што предаваше два предмета и ни даде да оцениме на крајот од вториот семестар од годината и предметот, да го оцениме како предмет дали интересен или не, и незе како професор. Фидбек наш, да, како професор. Тоа не беше обврска никаква, меѓутоа она го ценеше тоа дека ќе добие корисен фидбек за неја како професор што може да подобри и во однос на предметот и во однос на неја како професор и незините вештини за следната генерација. И тоа нас ни беше, мислам, вау чувство. Како тоа, ние сме некако наеднаш многу важни, треба да кажеме наше мислење, ама супер искуство. Имам уште нешто да кажам. Слободно, да. Само ќе треба да сумираме и да бидеме побрзи. Да, уште две работи онака ми текна. Тоа што се дискутирало, за да може да им оставиме доволно простор и на другите групи да споделат. Не, исто така не напоменав и дека треба да се има повеќе услови, односно библиотеките да имаат повеќе книги, затоа што не секој има можности да се зачлени во друга библиотека и да плаќа. И
Јас сум по потекло од Дебар, односно од околината на Дебар, од центар Жупа. Сметам дека секаде низ Македонија треба да се овозможат исти услови за секој ученик, а не некој професор кој што предава музичко да дојде мене да ми предава математика. Ни он не е стручен на тоа поле, ниту јас ќе успеам да добијам нешто добро од неговото предавање. Тоа е се. Баста? Не се слушаш. Филар? Не радиш групи, че понови по тема Антона. Дали може да продолжам? Наред е следната група која што работеше врз насилство. Превод ако може. Беше преведено, Клара. Следната група е за насилство. Насилство, да. Да. Може да почне? Ајде Да. ќе преведам ако има потреба, тука сум. Ние започнавме со кои се главни проблеми со темата и кажавме дека едни од главните проблеми се тоа како за насилството врз децата, како нашите родители не имаат воспитувано, многу е битна домашната култура. Потоа, многу голем проблем е стигмата за одење на психолог и психијатар за помош, бидејќи кај нас е ставено дека тоа е срамота да се направи, дека тоа не е добро ако се направи, а некогаш... Доволно, Дона. Да преведам ако има потреба. На джапунес на групата? Или има? Не треба. Окей, ако има директно може, да. Да. Продолжи. Потоа, стравот од реагирање на наведеното насилство, без разлика какво е, посебно физичкото насилство, и многу голем број ситуации, децата кои се на кои било извршено насилството, имаат голем страв во нив за да кажат, да се изразат дека нешто им се има десено. Потоа, тоа е и проблем дека нема едукација од страна на училиштата, воедно е препорака да има поголема едукација во училиштата за насилството врз децата и учениците. Исто така треба и секој родител да биде запознаен со проблемите на децата, на нивните деца, бидејќи едноставно некои деца бараат помош од родителите, а родителите мислат дека тоа е само некоја зафрканција и дека едноставно не е вистина тоа што го кажуваат децата. И за педофилија наведовме дека не сме доволно пазливи со кого стапуваме во контакт, бидејќи не сите ни мислат добро. И препораките се тие родителите бидат едуцирани на полето на насилство врз децата, воедно и да има едукација страна на училиштата за секој вид на насилство, што може да биде нанесено на децата. Ако има некој друг да додаде од мојата група, слободно. Да, кој тоа последна е групата за децата на улица, која што ќе презентирам јас, бидејќи... Да, Матија, извини, имаше само уште втора група за насилство. Извини. Здраво, јас бев во втората група за насилство и тука дискутиравме за многу работи, како за првото прашање за последиците кои ги носи ова насилство е тоа дека како прво детето, тоест родителите и професорите треба да го препознаат насилството кај децата, бидејќи тоа се манифестира со многу различни видови, дали со агресија, дали со бес или со самоспротивното, со
целосно затварање во себе и дека понатаму дека и додека се млади, ако не разговараат навреме со дали со психолог, дали со психијатар ако има потреба, дали со некој авторитет како родител, професор на училиште, дека може и тогаш, а може и понатаму во животот да им донесе многу проблеми, кои особено со менталното здравје, каде што може да се развијат многу ментални болести како анксиозноста, депресијата, дури и некогаш доаѓало, тоест има и случаи кај што доаѓа и до многу полоши работи и до многу полоши работи. Зборувавме исто така и дека ги кажавме повеќе видови на насилство и како прво го истакнавме дека и сексуалното насилство често се случува кај тинејџерите и може да резултира со многу опасни ситуации или последици и дека лошо е тоа што лошо е ако детето не може да разговара во моментот со некој, бидејќи чувствува страв, дали некој нема да му верува, дали ќе мисли дека лаже и дека поради тие работи, ако не се разговара навреме и ако не се знае тоа, дека може дека родителот, тоест детето што ќе стане родител, може истото да го пренесе на своето дете, бидејќи не знае поинаку. Наши препораки се дека е многу голема потребата од стручен кадар како педагозите и психолозите во училиштата и да пробуваат на помалите деца да пробуваат дали со игра, дали со разговор за детето да се опушти и да се изрази слободно, да им ги каже сите работи. Психолозите на училиште исто така и кај повозрастните деца, како ние што сме во средно оделение, во средно училиште, да внесат повеќе верба, тоест децата повеќе да им веруваат и дека е голема обврската исто така и на родителите за како ќе, што кажа претходната група, дека голема е и врската родителите како ќе ги воспитаат децата, бидејќи секогаш треба родителите да бидат први на кои што ќе им се обратиме за нешто. Дојдовме и до препорака дека може за овие работи да се снимаат едукативни видеа кои ќе бидат поставени секаде каде што ќе излезат и на децата од сите возрасти, дали на Facebook, дали на TikTok, на било кои социјални мрежи каде што има деца од сите возрасти. Ако секој што некој, ако има нешто да додаде, нека каже. Да, и доколку нема Може нешто да кажа. Да, Матеја, тие не беше така само да додаде нешто. Не, да, во ред, јас реков да. Да. Јас имам исто идеја за психолозите во училиште, како што кажавме. Доколку лично вие сте психолог и доколку ви кажете да ви на кај мене, ќе ви очевидно и ви доколку идам кај вас, дека сакам да се пожалам нешто, тука доаѓаме до моментот каде што учениците се исмејуваат. Но доколку има задолжителни состаноци секој месец од цело училиште, околу психологот ги вика кај него се ученици од нашиот клас, тогаш можеме слободно да кажеме што се случува во нашата класна заедница и тоа се случи кога почнав јас во гимназија минатата година. Психологот не викаше од сите од два класа, еден ученик по еден, на предлагот и после колку месеци да кажем како се доаѓа се случува, дали има некој вид на насилство и значи. Мислам дека тоа е одна инвестиција, дека така учениците сами по себе би се ослободиле многу повеќе и би можеле да кажат. Сепак не е исто колку јас дојдам кај вас, колку секој ученик дојде кај психолог, дали еднаш месечно, еднаш годишно, во зависност од ситуацијата на станите кои се случуваат во училиштето.
Да, дали е тоа се? Евгенија имаше кренато рака, Матеа, извини. Како? Евгенија видов дека имаше кренато Да, рака. во ред, во ред. Погрешка ја кренав. Епа, тогаш дали ќе може да презентирам за децата на улица? Да. Значи, ние на средбата дискутиравме за проблемите на децата на улица, дека тие немаат услови за образование, а дека некои деца воопшто не одат на училиште. Па затоа голем апел до надлежните институции да веднаш, значи, да овозможат потребно образование на децата на улица. И исто така голема пречка сега во ковид пандемијата е дека децата на улица немаат дома интернет и никаков ред за следење на онлайн наставата, па затоа исто се препорачува исто така да апелираме до државата да им се овозможи потребен уред и интернет во домот. Исто така, тука ги спомнавме и дека децата на улица не се социјални. Дадовме препорека дека да бидат децата однесени во некој кино или театар за да им се поклонат книги за да се едуцираат, да станат посоцијални и да се забавуваат. Исто така спомнавме дека децата на улицата се многу агресивни, поточно тие кога се во група негативно влијаат на себе и почнуваат да крадат, да дискриминираат и да прават други лоши работи. Па затоа исто така апелираме до државата да направат бесплатни, да кажам, часови со педагог за да тие можат да дискутираат и да го решат проблем. За хуманитарните акции, во училиштата да направиме новогодишни базари, со тоа што ќе продадеме некои ситни работи и истите пари да бидат однесени за децата на улица. И тоа прилика дискутиравме. И да, кажавме дека истите наши препораки ќе бидат однесени во политика социјала и се надеваме дека истите ќе бидат дека истите ќе бидат може ќе се остварат во иднина и тоа разговаравме, немавме некој друг диалог. Доколку има некој што би сакал да допълни со мојата група, нека каже. Супер. Матеја, имаше една ученичка за образование, сакаше да каже нешто. Кај во нашата група беше. Да, нека каже слободно. Јас имам проект за образование. Слободно. Ама базата тука имаме... Како? Проектот е на албански и рековме дека ќе ја преведуваме. Да. Мислам дека Фатмире во моментот го преведува, само мислам дека ќе го добиеме сите покасно преводот. Па добро. Така. Да. Ама ако сакаше да ни споделиш нешто накратко со сите, слободно можеш да го направиш сега и тоа. Да ни кажеш накратко за што станува збор. Албина пианис. Може Албина да почне? Албина. Праша дали може Албина да почне. Еве зашто исто ја имаме со Албина, нека зборува Албина. Па се че име не се има. Добре.
Pasi që jemi në temën për të drejtat e fëmijëve, çdo fëmijë në botë duhet të ketë të drejtën edhe parasysh. Dojdi poblisko Albina do telefonat. Afër mikrofonit, Albina, në afër mikrofonit. Në rregull. Pasi që jemi në temën për të drejtat e fëmijëve. Дека станува збор за правата на децата, секое дете во светот треба да ги знае своите права. Многу луѓе во светот се што постигна преку образование, затоа образованието треба да биде важен чекор на децата и не треба тоа да се одземе на децата без разлика или да се дискриминира тие врз некоја база или основа и треба сите деца да ги уживаат своите права. Меѓутоа, образованието е едно од столбовите кои што треба да им помогнат на децата. Неколку конкретни проекти секој многу брзо. Ambient që ato të mjekojnë në mënyrë sa më të shpejtë. Ndërsa sa përket nxënësve, ata duhet të ketë Што се однесува до децата, треба да тие да имат можности да ги изразат нивните мислење и да им се даде можноста тие да бидат по-слободни и да немаат страх во врска со ова, но што се однесува до пандемијата која што е во светот, која што влијаеше негативно во многу аспекти, особено на здравството, со почнување на училишната година, влијаеше исто така негативно бидејќи децата се во млади години кај што седат пред компјутер со часови, каде што предавањето може да биде јасно или нејасно и сметаме дека 35 минути е доволно време за да може да се предаде предмет и многу малку време и затоа децата немаат време да ги излезат нивните нејасноти. Ви благодарам многу. Да, дали тоа би било тоа? Фала многу и на Албина и на Джеврија за споделување на овие толку многу битни информации. И сакав само пред да завршиме, сакав и јас само да ви се заблагодарам и од моје име и од името на Меѓеши за се. Мислам дека имавме многу продуктивни разговори во малите групи и споделивме интересни идеи за понатамошни активности. Ако некој од вас знаеме дека времето беше многу кратко за дискусија, така да ако се чувствувате дека не споделивте некоја идеја за активност која што многу би сакале да ја споделите со другите, тогаш слободно пратете им на вашите професори и тие ќе ни ги проследат до нас или пак може и директно нас да ни ги пратите тие дополнителни идеи за активности или некои ваши дополнителни размислувања кои што не сте успеале да ги кажете во работата во малите групи. Така да јас се надевам дека во новата година ќе имаме и други можности за соработка и ќе имаме всушност можности за да спроведеме барем мал дел од активностите за кои што денеска разговаравме. Да, и за крај голема благодарност за сите од мене и од тимот на Меѓаши и се надевам дека ќе се видиме наскоро. И faleminderit të gjithëve të shpresojmë se do të shihemi sërish së shpejti. Ви благодарам на сите и се надам дека повторно за борго ќе се видиме повторно. Пријатно на сите. Пријатно. Може би некош ќе се видиме, кој знае. Сигурно ќе се видиме. Да. Чао. 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 Чао.